Од првите лансирања на шаттлот па се до сега луѓето можат само да погодуваат. Постои ли американски шатл? Шатл кој што е само американски или постои летало многу слично, да не речеме, нели, идентично на американскиот шатл, а им припаѓа на Советите? Да. Денеска тоа летало припаѓа на Русија, као наследник, нели, на Советскиот сојуз, као најголем наследник, односно на Роскосмос. Во истиот период, кој што во почетокот реков, се појави и Буранот, значи тоа е советскиот шатл. Буран значи, на руски значи снежна олуја. Буранот е идентично летало со шатлот, значи нема никаква разлика помеѓу нив. И она што е карактеристично за Буранот е тоа што шатлот може да полета сам, а Буранот мора да полета на најснажната ракета по светот што е било кога изградена, тоа е ракетата Енергија. Сега, од таа причина во Буранот постои поголем простор, затоа што нема потреба од додатни мотори кои што се потребни за самото полетување. И она што е карактеристично, значи што не го спомнав за шатлот, е тоа дека во шатлот максимално може да полетаат 7 луѓе за период од 10 дена, а доека во Буранот може да полетаат 7 луѓе отприлика за некаде за до 14 до 15 дена или па 10 луѓе за период од 10 дена. И она што е карактеристично за Буранот е тоа да Буранот може да полета потполно сам, автоматизиран. И Буранот во однос на некои работи што се кај шатлот е пософистицирано таа причина што сите оние ризични елементи што се при полетувањето и слетувањето кај Буранот не се удвостручени, него се утростручени. И самиот оној заштитен оклоп кој што го поседува Буранот од тие керамички плочки се многу пософистицирани за разлика од плочките што се наоѓаат на Space Shuttle. Така да во 2-3 наврата тогашниот Советски сојуз, а и после тоа и Русија, Роскосмос, му ги има понудено овие плочки и на НАСА, за да биде обложен американскиот шатл, за да не представува проблем, нели, како што се деси при на хаварија 2003 година. Меѓутоа нормално, тука проработува поносот на НАСА и на Соединетите американски држави и од таа причина они не ги имаат прифатено овие плочки, кои што, еве, само да кажам, која веќе сме кај нив, да кажам дека од една страна овие плочки може да издржат, тоа се плочки 10 на 10 отприлика, дебелина околу 5 мм. Од едната страна тие издржуваат температура од 1500 степени, доека на другата страна може комотно да се држи рака. Значи се работи за доста софистицирано. Една таква плочка прилика на интернет се продава некаде за околу 4000 американски долари. Меѓутоа, она што е карактеристично е тоа Буранот се знае дека официјално дека еднаш има само полетано и тоа 1988 година, мислам декември месец, тогаш полета заедно со советската ракета, нели, Енергија и мислам дека неколку пати обиколи земјата и се врати успешно на земјата, значи на 10 со 10 метри грешка од планираниот дел кај што требаше да биде спуштено на му, кај што требаше да биде спуштен. Меѓутоа, за жал, Советскиот сојуз иако го конструира ова летало никогаш не заживеа и не се знае точниот број на бројот на леталата. Значи советите кажуваат дека имаат направено 7 летала и од овие 7 летала на Буранот заедно се знаеше дека беше во паркот во Мелбурн за време на Олимпијадата, мислам во Сиднеј беше испратен за време на Олимпијадата. После тоа као туристичка атракција, после тоа беше вратен во Бахрейн и таму служеше као некаква туристичка атракција. И после тоа од Бахрейн 2004 година мислам дека го зема еден технички музеј во Германија, мислам во градот Солинген. И од таму овој Буран се наоѓа таму као уникат, значи они го откупија. Еден од бураните се наоѓа во паркот Горки во Москва и он таму служи као некаква туристичка атракција, нели, кој сака да го разгледа, да мете така, да седне на местото кај што се. Дали вие лично сте имале? Не, за жал не сум имал прилика, која би имал прилика сигурно дека би отишол. Ма нема да испаднеш. Слушнав дека цената била доста скапа. Мислам не доста скапа, 20 нали како така слушнав наводно 20 евра било да се посети. Па не е тоа. Само да не е на минута. Не знам, па најверојатно.
За два се оперативни бурани, на нив се ставени мотори од МиГ, од војните авиони МиГ, и они служат ете така за обука на космонаутите. Еден се знае дека е уништен во космодромот во Казахстан, во хангарот, значи кога се има струшено хангарот, го има тотално уништено, значи на гаражата кај што лежал, го има уништено еден буран. А доека за другите 3 или 4, колку што советите кажуваат дека постојат, не им се знае трагот каде, и мислам и не се знае дали се оперативни. Што советите кажуваат дека имаат, искажавте ли во оваа прилика недоверба? Па видите, кога се работи не само за советите, него и за американците кога се работи, они сите тие информации, да речеме, пример, советите имаат веќе конструирано едно летало кој што се нарекува Клипер. И тоа летало всушност ќе биде замена за буранот. Многу пософистицирано летало од буранот и од америчка Space Shuttle. Ова летало треба 2011 или 2012 година да полета во Вселената. И сега сите информации што се дадени во дали било на интернет или по разни страници или специализирани места, сите тие податоци, никој не верува на тие податоци. Мислам се верува на оние надворешните. Но секој со резерва. Должина, големина, висина и све тоа. Меѓутоа, внатре кога се кажува за моторот, сите тие податоци се неточни. И кај американците, и кај бившиот Советски сојуз, а денес Русија. Во некоја друга прилика повеќе, сега ви благодарам. Благодарам што ме поканите. Launch procedure 3, 2, 1, launch. Еха од Вселената.